Добар ден, почитувани наставници. Додека не почне да се користи платформата lms.schoolscope.mk, ќе одиме на следниот начин за да креираме настава за новата учебна година. За да креираме часови и внатре да внесеме ученици, одиме на следниот начин. Мора претходно да имаме инсталирано апликацијата на Microsoft Teams. Докога ја немаме инсталирано, одиме на Google, пишуваме Microsoft Teams Download, ќе ни даде опција, ќе ја спуштиме и ќе инсталираме. Откако ќе инсталираме апликацијата, ја вклучуваме. Кај мене се наоѓа во долниот дел од екранот, во лентата со апликации и треба да се најавиме на нејзе. Го користиме нашето корисничко име кое што ни е дадено од платформата schools.mk. Од прилика тоа би изгледало вака. Пожелно е да ги повикаме кликаме sign in. Доколку до сега се немаме најавувано, прв пат се најавуваме со овие лозинги кои ги дадоа вашите училишта. Лозинката која што ќе ја внесете, која што се состои од првата голема буква, па две мали букви, па 5 бројки, ќе побара, тоа е лозинка за еднократна употреба, ќе побара таа лозинка да се ресетира, т.е. да се внесе нова лозинка. Внесувате два пати нова лозинка. Верувам дека сите ова го имате веќе поминато. Се логираме на Microsoft Teams. Додека не профункционира националната платформа за учење на далечина, ние ќе имаме опција да креираме сами тимови, бидејќи ние имаме акаунти на Microsoft компанијата, имаме одредени ограничувања како и одредени поволности. Едно од ограничувањата беше да не можеме да креираме тимови, бидејќи самите тимови беа веќе креирани како паралелки од нашите училишни SRU администратори. Бидејќи во овој момент не може да бидат повлечени, ние имаме дозвола од нашите администратори, од Финки, да креираме наши тимови, наши предмети по кои ќе предаваме. Кога ќе се отвори Microsoft Team апликацијата, треба да добиеме од левата страна во менито тимови или Teams. Тоа е иконката со 3 човечиња што е. Во делот на тимови ги гледаме нашите предмети кои што во моментот ги имаме. Еве јас предавам да речеме во втора 2 паралелката, меѓутоа во втора 2 паралелката гледаме дека немам креирано настава. Креирам тим во овој момент на копчето Create or Join or Create Team. Пак ќе напоменам, оваа опција од како ќе проработи платформата ќе ни биде оневозможена. Одиме на копчето Create Team. Тимот суштински ни представува напред што ние предаваме. Значи не да представува предката 4.1, туку го представува мојот предмет информатичка логија во клас. Бира клас. Делот им го давам името на предметот како што беше во платформата како што е даден, тоест како што е презент од SRU системот. Јас ќе му дадам име информатичка технологија. Description не е задолжително, нема потреба да внесуваме, ако сакате внесете опис. Одиме на место. Во момент се креира нашиот тим. Овде ни дава можност, ќе видиме и подоцна можеме да внесеме и ученици, меѓутоа можеме да внесеме и наставници, доколку училиште што има повеќе наставници кои што држат настава како што се основни во одделенска настава. За ученици, еве ќе ставиме некој ученик што ќе го избришам да видите како ќе оди целата тезна. Да речеме Трајче Атанасов. Треба да ги знае лозите на ученици кои што ќе ги ставаме. До сите училишта се стигнати листи за сите ученици со нивни кориснички имиња и со лозинки, оние еднократни лозинки. Од корисничките имиња можеме, бидејќи се PDF документи, можеме со да ги внесеме и ученици кои што не се потребни. Можам да проложам
Ако имам некој друг трајче Атанасов, осо различен имейл. Значи, 20 ученици. Стварно ова. Со ова е нашиот тим и е додаден еден ученик трајче Атанасов. Сега ќе видиме дека ако тим се ќе предмет информатичка технологија. Ако сакам да некај промени во мојот предмет да додам ученици, може да се направи на еден начин. По трите точки кликам и се појавува делот за внесување на членови, дали ќе бидат наставници или дали ќе бидат ученици. Како да закажеме онлайн час? Одиме во делот Meet, Schedule a Meeting или закажи состанок, т.е. видеоконференцијска врска. Кликам на тоа копче. Го одбираме терминот во кој редовно со тие ученици по тој предмет. Гледате дека во овој дел долу се појави информатичка технологија и е General. Ова значи дека сите учесници кои што ќе бидат во информатичка технологија, кога ние ќе креираме настан во нашиот календар, во нивниот календар, тие ќе го добијат истиот настан. Можеме името на настанот да биде, бидејќи така ќе се појави кај нив, исто како името на часот. Информатичка технологија. Да речеме со класот 2.2 или со римски бројки, како сакаме. Во овој дел знаете дека можеме да внесеме повеќе учесници ако е потребно, кои што се и надвор од организацијата со различни имейл адреси. Ако во овој термин, да речеме, од 11:30 имаме ние секоја недела час кој што трае 30 минути до 12 или до 12:05 минути можеме да го ставиме. Ако трае 35 минути, можеме да го повторуваме секоја недела и да не креираме секоја недела распоред. Кога ќе кликнеме на копчето Send, во истиот момент ќе се креира овој настан и ќе се појави кај нас во календар и кај сите наши ученици, во случајот кај трајче Атанасов. Одиме во календар да видиме дали се креираше нашиот настан, нашиот час. Еве се креираше нашиот час. Како ќе ги креираме сите наши настани? Со кратко кликнување на копчето Join, ние се приклучуваме на нашиот час. Истото го прават и сите ученици со кликање на копчето Join во нивниот календар.